тој текст што денеска ќе го разгледаме е Евангелието според Матеј, 28 глава. Можете да ги отворите вашите Библии за да го прочитаме тој текст. Страна 995. А по саботата, на осамнување, на првиот седмичен ден, дојдеа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. А лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Од страв пред него стражарите трепереа и станаа како мртви. Тогаш ангелот проговори и им рече на жените: вие не боите се, зашто знам дека го барате распнатиот Исус. Го нема тука, зашто воскресна како што рече. Дојдете и видете го местото каде што лежеше. И отидете брзо и кажете им на неговите ученици дека воскресна од мртвите и ете, тој оди пред вас во Галилеја. Таму ќе го видите. Ете, ви кажа. И тие излегоа веднаш од гробот со страв и со голема радост. И отрчаа да им соопштат на неговите ученици. И ете, Исус ги пресретна и рече: здраво! А тие се приближија при него, му се фатија за неговите нозе и му се поклонија. Тогаш Исус им рече: не боите се. Одете и соопштете им на моите брајка да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. А кога одеа, ете некои од стражарите дојдоа во градот и им соопштија на првосвештениците за се што беше станало. И се состанаа со старешините и се советуваа и им дадоа на војниците многу сребреници. И им рекоа: кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа, додека ние спиев. И ако за ова чуе управителот, ние ќе го убедиме и ќе ве направиме да немате грижа. А тие ги зедоа сребрениците и постапија како што ги подучија. И тоа слово се разгласи меѓу јудејците до денес. А 11 ученици отидоа во Галилеја на гората, каде што им беше определил Исус. И штом го видоа, му се поклонија, а некои се сомневаа. Тогаш Исус им се приближи и им рече: дадена ми е сета власт на небото и на земјата. Така одејќи направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве, јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Амин. Секогаш кога размислуваме за Христовото воскресение и кога доаѓаат, да речеме, овие денови на празнување, секогаш се провлекува еден сомнеш помеѓу луѓето. Дали тој навистина воскресна? Дури и при тој поздрав Христос воскресна, навистина воскресна, некои велат кој видел, кој знае што било. И овој сомнеш од првиот ден на Исусовото воскресение. Но тој сомнеш е и до ден денес. И до ден денес е тоа. Но за нас тоа не треба да ни биде толку битно, како христијани, како другите се чувствуваат. Битно е ние, како што кажав, уште кога почнував, да го чувствуваме воскресението во нашите срца. Христос да воскресне во нас. И уште е важно да знаеме дека се роди и умре на крстот, за да ги отплати сите наши гревови и на третиот ден воскресна и ја победи смртта, за ние да имаме вечен живот во него. Значи, тоа треба да го знаеме. И сега, ако гледаме дека луѓето се многу подуховни во овие денови, го гледаме тоа, и тие го немаат Христос. Не го познаваат вистинскиот Христос. Немаат однос со него. Зошто? Затоа што имаат искривена слика и затоа што не го познаваат вистинскиот Христос. Но ајде да одиме соред во нашиот текст,
каде што вели, а по саботата на осамнување на првиот седмичен ден дојде Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. Да се подсетиме каде беше погребан Исус. Тој беше погребан во гробот на Јосиф од Ариматеја, како што кажа и Борче вчера. Значи, беше погребан во позаимен гроб. Јосиф беше богат, угледен човек и го погреба заедно со Никодим, кој беше таен ученик. И зошто? Во позаимен гроб. Па затоа што на Исус не му е потребен гроб. Него му требаше само за 3 дена. Од петок на вечер до недела наутро. За да се исполни словото. Ке умре и ке воскресне на третиот ден. Кога Господ Исус Христос рано во недела стана набргу потоа на гробот, дојдеа жените да го видат гробот и со желба да го помазаат со мириси. Тоа можеме да прочитаме во Евангелието според Лука. Матеј исто така не ни пишува дека додека одеа жените кон гробиштата, кон гробот, се изборуваа кој ќе го одмести, кој ќе го одвали тој голем камен од вратата. Тоа ни го пишува Марко во неговото Евангелие. Тие не очекувале воскресение. Тоа во некој смисол била тајна за сите. Тајна што луѓето не ја разбирале додека Исус им зборува. И што се случило? Значи, тие одат кон гробот, затоа добро и сите Евангелија да ги имаме пред нас, да ги знаеме. И сега разговараат кој ќе го одвали тој камен. Значи, по некои пресметки, некои научници пресметале дека тие камења на тие гробови тежеле од 1 до 2 тона. И гледајте што се случило. Читаме во 2 стих. И ете стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, пристапи и го одмести каменот и седна на него. Значи, еве кој ќе го одмести тој камен. Ама тие не се надеваа на ова. Самиот Бог го испрати ангелот да го отстрани каменот. И само за илустрација как би биле гробовите тогаш. Значи, тие биле како соби, пештери, вдлабени во карпа или природни пештери. И внатре го положувале мртовецот на една полица. И така тој стоел 1 година, а потоа телото го спуштале, тоест коските, што останувале, ги спуштале во една дупка која се наоѓала во самата гробница. И така Исус го погребаја. Жените дојдоа да го помазат со мириси и сигурно по 1 година да ги спуштат коските. Но, што видоа? Го нема. Исус воскресна. Инаку, Јосиф таа гробница имал припремено за своето семејство и таа гробница сигурно била богата гробница. Исто како и денес на гробиште имаме некои богати споменици, големи, а имаме само плоча каде што се пиша, каде што е пишано кој лежи тука. Исус бил завиткан во платна, така ги виткале тогаш мртовците, како во завои завитка. И тоа била нивна традиција. И точно тие завои се еден од доказите дека Исус навистина воскресна, дека Исус стана од мртвите. Инаку од текстот овде можеме да видиме дека Исус воскреснал пред да дојде ангелот. Значи ангелот не го тргна каменот за Исус да излези од гробот. Исус едноставно испари, помина низ каменот. Излезе од гробот. Како што и кога влезе, кога им се појави на учениците, влезе низ вратата, тие не му ја отворија вратата. Значи Исус доби
воскреснато тело, просветлено тело. А и ние ќе добиеме такво тело, вели Библијата. И уште што ни вели Библијата? Дека нема да има распадливост. Затоа што Исус ја победи смртта, го победи распеѓањето. Победи за нас. Првиот Адам не воведе во грев, во распадливост. А вториот Адам, тоест Исус, не извади од гревот и не извади од распадливоста. И затоа ангелот го одвали каменот за жените кои ќе дојдат да бидат први сведоци на воскреснувањето. А покасно и сите други, кои ќе дојдат да го видат гробот дека е празен. И единствено Исусовиот гроб е празен. Во сите други, коските се уште таму. Без разлика од кој. Единствено Исусовиот гроб е празен. Значи, ангелот не го одвали каменот за Исус да излезе, туку како сведоштво за оние кои ќе појдат да видат дека гробот е празен. И понатаму вели, а лицето му светеше како молња, а неговата облека бела како снег. Ова е опис за ангел, кој Бог го испрати. И кога би виделе ние некој таков, сигурно и би се исплашили. Тоа го прават и жените од страв од него, а и стражарите веќе тема од страв пред него, стражарите трепереа и станаа како мртви. И сега, кои стражари? Го знаеме тоа. Ако одиме погоре, 27 глава ни опишува дека свештениците побараа од Пилат да го чуваат гробот стражари. Бидејќи, што му рекоа, зашто во измамник рече дека за 3 дена ќе воскресне. Така рекоа свештениците и Пилат го обезбеди гробот со стражари и го запечати гробот. И што е овде интересно? Што добро забележале што Исус кажува и го обезбедија гробот. Да не дојдат учениците ноќе и не го украдат, па да речат воскресно. Гледате кој тоа го забележа. Безбожниците, оние кои не веруваа, свештениците кои не веруваа во Исус Христос дека е Божји син, тие ги пазеа, тоест ги слушаја неговите зборови. А учениците, за разлика од нив, не размислуваа воопшто за ова. Не ни очекуваа воскресение. И тоа е интересно колку и ние понекогаш многу споро ги учиме и ги согледуваме духовните работи. Многу сме спори на слушање на тие работи. А колку побрзо ни оди со материјалните работи. А неверниците побрзо го забележуваат духовното. Дали сте дошле во ситуација кога некој ви рекол, кога нешто не правиме баш како што стои во Словото, да ти кажат, а што пишува таму? Каков христијанин се овде пишува во Словото? Значи, тие го забележале, али ние не. Не, ние го забележуваме, сакаме да бидеме послушни. Не ни одговара некогаш. Затоа да внимаваме. Се што се зборува, се што читаме од Словото, е за наше добро. И затоа тие го осигуруваат гробот. Плаваат стражари. Но Бог и тоа го направи со цел. И тоа беше под Божја контрола. Затоа што и тоа е доказ дека Исус навистина воскресна. Гробот е запечатен, стражари надвор, а Исус го нема. Значи го запечатија гробот, да поминат 3 дена и после ќе се повлечи стражата и не интересира. Исус Христос ќе испадне, лаж го, 3 дена, не воскресна, има стражари, готово. Но верувајте, никој не може против Божјата промисла. Кога се појави ангелот,
стражарите се исплашија, вели словото. И паднаа како мртви, значи се онесвестија, не умре. И потоа ангелот им зборува на кого? Не на стражарите, им зборува на жените, кои дојдоја да го видат гробот. Вие, вели, не бојте се. Тие треба да се плашат. Вие не. Знам дека го барат Исус распнатиот. Вие не плашете се, ама не е овде. Воскресна, како што рече. Дојдете, видете го гробот му, вели. Дојдете, местото видете го, празно е. Зошто го барате живиот меѓу мртвите, како што пишува евангелистот Лука. Значи Исус воскресна, како што рече, и го исполни она што го рече. Исус секогаш го исполнува она што го кажува. Бог секогаш го исполнува она што го ветил. Така било и така и ќе биде. И кога влегле внатре, што можеле да видат? Ги виделе тие платна, тие завои во кои беше Исус замотан, но не биле тие одмотувани, како што биле само собрани, паднати. Едноставно, Исус испари од нив. И само тие беа во гробот, само тие лежеа. Но нешто битно не среќаваме во овој текст, но ни го пишува апостолот Јован во своето Евангелие. Дека Исус го нема, но покрај повојот е нема крпата, што му била на лицето, на главата. Дека не стои кај повојот, туку одвоено, свиткана, здиплена, на едно место оставена. Значи Исус кога воскресна, ја здипли таја крпа, ја свитка и ја остави во гробот. А во гробот немаше никој друг. И знаете што е тоа? Исус тоа го остава како знак. Знак за сите, а првенствено за учениците, кои ќе дојдат. Бидејќи кога тоа го виде Јован, вели поверува, а Петар замина чудејки се. Тоа го можеме да прочитаме во Лука. Е сега зошто Јован разбра кога ја виде свитканата крпа? Едно од објаснувањата е дека во тоа време кога Господарот јадел и крпата со која се бришел, ќе тврдел на маса така згужвана, значело дека завршил и слугите може да ја раскренат масата. А ако Господарот убаво ја завиткал, ја здиплел крпата, ја оставил и станел, тоа значело дека станува, ама пак ќе се врати да продолжи да јаде. И точно затоа Исус ја здипли крпата. Како знак дека повторно ќе дојде. Јован тоа го разбира, го разбрал и поверувал. Точно во тој знак. И потоа во 7 стих читаме: и отидете бргу и кажете им на неговите ученици дека воскресна од мртвите, и ете тој оди пред вас во Галилеја, таму ќе го видите. Ете, ви кажав. Значи тие заминуваат во страв и потоа кој ги пресретнува. Ги пресретнува самиот воскреснат Исус и им вели здраво. Тоест, му вели радувајте се. Тоа е поточно, бидејќи на грчки е запишано кајро, што буквално значи радувајте се. Значи, вашиот плач се претвори во радост. Радувајте се. И ова е второ Христово појавување по воскреснувањето. Прво беше кога се јави на Марија Магдалена додека плачеше на гробот. Тоа го има запишано евангелистот Јован. Инаку кога сме кај овие појавување на воскреснатиот Исус, во Библијата е забележуваме дека Исус Христос 11 пати се јавува по своето воскреснување. Првиот пат
како што кажа, во Јован е забележан на Марија Магдалена, што одма на гробот. Вториот пат на жените по патот, ова сега. Третиот пат им се јави на оние двајца ученици на патот за Емаус. Тие што рекоа? Ама ние се надевавме. Значи, нашата надеж заврши. Ама не е завршена, им се јавува Исус. Тоа беше третиот пат. Лука 24 глава. Четвртиот пат се јавува на Петар, насамо. Зошто на Петар насамо? Борче вчера нешто спомна, затоа што Петар 3 пати се одрече, иако се правеше херој. Јас нема да те оставам, ама 3 пати се одрече. Него му се јавува Исус насамо. Петтиот пат на 10 апостоли, кога Тома не беше со нив, и кога тие му кажаа на Тома, Тома едноставно не поверува. Додека не видам, не верувам, рече. Шестиот пат, кога беа сега сите ученици заедно, и кога Исус влегува и им вели мир вам, и му вели тогаш на Тома, дојди ваму, стави го прстот во раните мои, и не биди неверен, доку биди верен. Јован 20 глава. Седмото појавување на Исус им се јавува на 7 од учениците на брегот на Галилејското море, кога повторно ловеа риби. Значи учениците што направија? Се разотидоа. Овие двајца за Емаус велат, па ние се надевавме, нашата надеж, готово, 3,5 години, 3 години ги фрливме така. Овие си се враќаат на старите занаети, рибари. Читаме Јован 21 глава. Осмиот пат, тоа е точно овде во 10-тиот стих. Видете што вели. Тогаш Исус им рече, не бојте се, одете и соопштете им на моите брајка да одат во Галилеја, таму ќе ме видат. Значи Исус се појавува 8 пат во Галилеја, ова го спомнува и апостолот Павле во првото послание до Коринтијаните, 15 глава, 6 стих, каде им се јавил на повеќе од 500 брајка. Деветтото појавување на воскреснатиот Исус е на неговиот брат по мајка Јаков, значи телесен брат. Исто во прво Коринтијаните 15:7, тоа можеме да прочитаме. И 10-тиот пат им се јавува на апостолите пред вознесувањето. И тоа можеме да прочитаме во Дела 1 глава. И тоа беше се до неговото вознесување. И кога е неговото 11-то јавување? Како што вели самиот апостол Павле. После сите ми се јави и мене, како на некое недоносенче, 1 Коринтијаните 15:8. Тоа е кога Павле одеше за Дамаск, да ги гони христијаните, да ги затвора, да бидат убивани, и тогаш му се јавува Господ на Павле. И тогаш Павле се пробрати. И кога Господ повторно ќе се јави? Што ни кажува Библијата? Следниот пат доаѓа во слава и тогаш ќе им суди и на живите и на мртвите. Ајде да прочитаме Матеј 24:30. И тогаш ќе се јави на небото знакот на човечкиот син, и тогаш ќе заплачат сите племиња на земјата и ќе го видат човечкиот син како доаѓа на небесните облаци со сила и со голема слава. Значи тоа е неговото следно појавување. И сега како некој велат, мене ми се јави Господ. Ма немој ти се јави. Или мене ми зборува Господ. Да, Господ зборува, ама како? Само преку Словото. Само преку Библијата Господ не зборува. Не може Господ да биде лаш. Тие го прават Господ лаш. Мене ми се јави Господ, па јас направив ова, направив она, че правам ова, че правам ова. Точно Библијата ни кажува. Библијата е наш авторитет, авторитет што е даен од Бога, вдахновено слово од Бога. Мене ми зборува Бог. Ми се јави Бог на телефон. Тоа е тоа. И сега да видиме како Исус им се обраќа на жените. Точно во овој 10 стих. Вели тогаш Исус им рече: не бојте се, одете и соопштете им на моите брајка да отидат во Галилеја и таму ќе ме видат. Значи, интересно,
по распнувањето, како што гледавме од овие појавувања, учениците се разотидоа, се разбегаа, ама Исус не се одрече од нив и вели, јавете им на кого? На моите брајки. И сега видете што пишува во посланието на евреите. Ајде ќе почнам од 2 глава, од 9 стих до 11. Но го гледаме Исуса, кој беше направен само за малку понизок од ангелите, овенчан со слава и чест. Божјата благодат да ја вкуси смртта за сите. Зашто му прилегаше нему, заради кого е се и преку кого е се, откако приведе многу синови во слава, преку страдањата, да го усоврши началникот на нивното спасение. И сега, зашто и оној кој осветува, и оние кои се осветени, сите се од еден. Затоа не се срами да ги нарече брајки. Така пишува Словото. Оној кој ги спаси, и оној кој ги осветува, и оние што се осветуваат, а тоа се неговите апостоли, и сите ние кои веруваме во него, ние сме сите од еден ист татко, а тоа е Бог Отецот, и затоа Господ Исус не се срами да не нарече брајки. Гледаме како Господ нас не рангира. Брајка. Брајка и сестри. И затоа вели, кога дојдоја неговата мајка, Марија, неговите брајка, телесни, и неговите сестри, вели, мои брајка се и сестри, оние кои ме слушаат и ги пазат моите заповеди. Исус се уште не сака. Исус се уште не се срами да не нарече брајка, иако ние имаме падови, гледаме и апостолите имаа падови, се разбегаа, и ние понекогаш пајџаме, се одделуваме од Бога, заминуваме настран, но Бог е тој кој пак не враќа, не привлекува и ни вели брајка, на моите брајка. И вели, воскреснав, нека одат во Галилеја, таму ќе ме видат. И кога жените отидоа од гробот, си отидоа и некои други. А тоа беа стражарите. Значи се освестија, си дојдоа малку при себе и каде одат сега? Одат да дадат извештај. Ама не одат пред Пилат. Него одат кај свештениците, знаејќи дека свештениците го побараат од Пилат. Одат кај свештениците да дадат извештај. И што ќе кажат? Виделе над природна сила, се онесвестиле, покасно и гробот бил отворен. И учениците го украдоа телото. Дали учениците на Исус можеа да го направат тоа чудо? Секако дека не може. Дека тоа е надприродно, дека тоа е од Бога. Обично, Пилат поставувал 4 кружна стража, 4 по 4, 16 стражари. 4 на стража, другите спијат и така се менувале. И невозможно е сите да заспале одеднаш. Во тоа мало место, мал простор околу гробот. И да дојдат учениците и да го поместат толкав камен. А исто така римската војска имала правило, тој што ќе заспие на стража да биде казнет со смрт. Тие не спиеле. Тие се виделе. Само кога дошол ангелот, вели, се онесвестиле од страв. Значи, знаеа што прават и затоа појдоа кај свештениците. И дали свештениците поверуваа во ова? Па не. Туку што направија? Ако поверуваа, ќе прославија Бог. Ама не поверуваа, тие што направија? Еве што пишува. И се состанаа со старешините
и се советуваа и им дадоа на војниците многу сребреници. И им рекоа: кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и го украдоа додека ние спиевме. Колку е ова провидна, прозирна лага. Прво мораа да им дадат многу пари, за да не ја кажат вистината, а да кажат како нив им одговара. Ова е апсолутно невозможно. Дури предпоставка дека четворицата заспале. Заспале, стражарите што биле тука, заспале. Толку голем камен да се отстранува, да се турка, сепак че има некаква бучава, некаква галама, што сега сигурно некој ќе се разбудеше. Ама, заспаја, дојде учениците го украдоја. Баш смешно. И на сите му е ова јасно дека е лага. На сите. Но кога една лага се споменува многу пати, таа полека ни станува како вистина, како нешто секојдневно. Така работат денешните медиуми. Се пишува една приказна, се повторува и луѓето се тие кои со тек на време тоа го прифаќаат. Луѓето се грешни, консумеристи и прифаќаат. А сите се грешни. Може би некој нема да го прифати баш така, ама не можат ништо против мнозинството. И тоа си тече таа лага и таа приказна си оди и ден денес. Така и оваа приказна за Исус, дека не воскресна, дека го украде учениците, што вели на крајот на 15 стих. И тоа слово се разгласува меѓу јудејците до денес. Ова е она што го кажав на самиот почеток, зошто луѓето велат кој видел, кој бил, кој слуша, кој видел, кој знае. Точно за ова. Таја лага до ден денес. Дојде го украде. Страшно. Понатаму од овој текст гледаме, текстот ни кажува дека 11 ученици беа послушни на тоа што му кажаја жените и отидоа во Галилеја, како што им заповеда Исус. И еве во 17 стих што читаме. И штом го видоа, му се поклонија, а некои се сомневаа. Значи му се поклонија како на Бог. Ама некој, секогаш има тоа ама и секогаш има тоа некој, се посомневаа. Денеска се повеќе тие. Тие кои се посомневаа. И од овде гледаме колку е Матеј објективен. Објективно пишува. Матеј го представува Исус како цар, ама вели некој се посомневаа. А сега се поставува прашањето зошто луѓето се сомневаат, зошто се сомничави, кои се тие што се сомневаат, какви се тие луѓе што се сомневаат во Божиото Слово, во Христовите чуда, во воскресението. Кои се тие луѓе? Дали знаете кои се тие луѓе? Тоа се оние луѓе кои сакаат да нема воскресение, да нема суд, па да можат да прават што сакаат во своите гревови. Зашто сакаат да ги оправдаат своите гревови тие како што сакаат понивно. И не сакаат да има суд и прогласуваат дека нема да има суд, нема воскресение. И затоа велат кој станал од мртвите, кој видел, кој знае. А Христос стана и затоа тој стана и сите, затоа што тој стана и сите ние ќе станеме. Ќе застанеме пред суд. Но никој не сака да застане пред суд. Луѓето бегаат од таа вистина. И истовремено мислат дека се добри и дека прават многу добри дела, и кога би дошло до суд велат, јас имам многу добри дела, па нема шанси Бог да ме суди. Тоа е тотално безбожниство. Неверување на Словото, дека Бог на секој ќе ме суди. И дека нема спасување по дела, само по милост. Да го презираш Божиот пат на спасението и да мислиш дека ќе се спасиш на свој начин, тоа е неопростливо.
Тоа е тотално непознавање на Бога и непризнавање на Исус како Божи син. Ако можевме ние сами да се спасуваме, Бог немаше никогаш да опрати својот син во тело да биде понизен, да биде раснат и да воскресне. И затоа кој и да е, секој кој и да е, ако се сомнева во Христовото воскресение, го чека пекол. Звучи страшно, но таа е вистината. Секој кој се сомнева во тоа, го чека пекол. Има дури луѓе кои се поставуваат над Бог, па го испитуваат да видат дали е доволно добар, дали е милостив, дали Бог е љубов. И ако е, она што нив им одговара, тогаш да го прифатат. Тоа е неразумно и тоа е проблем. Се завршува во пекол со тоа. Луѓето имаат направено некои своји стандарди. Па и ние имаме свој стандард. Секој човек има некои своји стандарди, според тоа ги судиме сите други. Па дури и на Бог знаеме да му судиме. Па каде е Бог? Зошто Бог направи вака? Борче вчера добро кажа дека Бог ни дал право да судиме, да расудуваме и дека е многу искривен онако ќе ти рече некој зошто не судиш. Но тоа кога го правиме да го правиме според Божји стандарди, а не според овие наши стандарди, нас како што ни одговара. И тоа е таа човечка расипаност и себичност, што Бог човекот сака да го прилагоди кон човекот, а не човекот да се прилагоди кон Бог. Секој што не верува и што сомнева е затоа што сака Бог да го стави во еден свој калап, во една своја матрица и таков Бог нас не одговара. Но тоа никогаш нема да се случи и затоа е многу подобро човек да се прилагоди кон Бог и тогаш ќе ја разбере вистината. Тогаш ќе ја разбере оваа библиска вистина. Инаку не може. Никако поинако. И деј, и ноќ, и колку сакаш читаја Библијата. Ако не се прилагодиш кон Бога, ако не се понизиш пред Бога, никогаш нема да ја разбереш вистината. Затоа Бог им се објавува само на верните. Вели без вера не е можно да му се угоди на Бога. Евреите 11:6. И тие што не веруваат, што вели словото, го прават Бог, лажу. Во своите срца велат, ние не знаеме што е вистина. Или кога велат, па кој си ти да ни кажеш што е вистина. И бидејќи Исус не се прилагодува кон нив, не го прифаќаат, туку измислуваат некаков поинаков Христос. И сега зборувам за црквите. И не го проповедаат вистинското Евангелие. Не го проповедаат вистинското Евангелие. Бидејќи Христос не се вклопува во таа нивна матрица. Имаат погрешна слика на Христос. Тоа доаѓа од џаволот. Тој прво што прави да имаш погрешна слика за Христос. И што проповедаат? Ти верувај, а тој се ќе ти исполни. И да грешиш, не е проблем. Ке ти биде простено и се е во ред. На крај сите ќе завршат во пекол или во рај. Такви зборови слушаме. Само речи и ќе добиеш. Верувај и ќе добиеш просперитет. Таков Христос сака овој свет. Христос кој ги исполнува желбите на човекот. Христос кој се вклопува во нашата човечка матрица, а не тие да се прилагодат кон Христос. Но не, секој човек не може да го прави тоа. Тоест, никој не може да го направи само од себе. Се тоа доаѓа од Бога, во подводство на Светиот Дух. И вистинскиот Христос не се вклопува во овој свет. Многу пати, овие неколку изминати недели, што велиме? Два различни света сме. Тоа го вели Евангелието според Јован. А Христос навистина стана
од мртвите и воскресна. И се гледајте што значи ако Христос не воскреснеше. Тоа можеме да видиме во посланието до првото послание до Коринтијаните. 15 глава од 14 до 19 стих. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна и вашата вера. При тоа се наоѓаме и како лажни Божји сведоци дека сведочиме за Бога, дека го воскресна Христа, кого не го воскреснал. Ако навистина мртвите не воскреснуваат, зашто? Ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера, вие сте уште во вашите гревови. Тогаш и оние кои умреле во Христа загинале. А ако само во овој живот се надаваме на Христа, ние сме најнесреќни од сите луѓе. Значи, ако не воскреснеше Христос, ние се уште сме во нашите гревови. Значи, смртта го победи. Оние што загинаа за Христос, оние што сведочеа, значи лажно сведочеа, бадијала загинеа. И тоа што е правда? Смртта е правда во тој случај. И ова би го рекол само некој безбожник. И ова е насекаде распространето. Насекаде е распространето. Вели, ако само во овој живот се надеваме на Христа, во овој живот, ние сме најнесреќни од сите луѓе. Значи, не треба да се надеваме за овде, треба да се надеваме за нешто вечно. Затоа вели, живејте за вечност. Купувајте си богатство на небото, а не распадливо овдека. Види, Христос се победи таа распадливост. И ако не го разбирате ова, ако не го разбираш тоа, е затоа што не сакаш да му се покориш на Бог. Како што по Адам сите умреа, по Христос сите ќе воскреснат. И точно денес им порачувам на сите оние кои не веруваат, кои не се предале на Исуса Христа, да не се занесуваат. Звучи сурово, ама ќе застанат пред Него. И Тој ќе ви суди. И ќе ве фрли во пеколот, затоа што го правите лажго, тоа ќе биде вашето главно обвинение. А за останатите гревови, дополнително ќе ви суди. Но има надеж. Има надеж. И знаете која е единствената надеж за овој расипан и неверен свет? Тоа е воскреснатиот Исус Христос, а не богатството, политиката и добриот живот. Единствена надеж е Христос, да го воспостави своето царство. Да го воспостави своето царство најпрво во твоето срце. И затоа нема место за сомневање. Тоа е надеж за иднината. И за сегашноста, и за иднината. Во Јован 5:25 вели, вистина, вистина ви велам, иде часот и веќе е дојден, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божји, и тие што ќе го чујат, ќе оживеат. Ете ја надежта. Мртви во гревовите, ама оние кои ќе чујат гласот ќе оживеат. И затоа ако се сомневаш, немаш живот во себе. Христос ќе ти биде само судија. А ако веруваш во Него, Христос вели, кој верува во мене, и ако умре, ќе живее. И затоа Бог ни даде и заповед да одиме и да го проповедаме Евангелието во Негово име. Еве како и завршува Евангелието по Матеј со таа заповед. Вели, така одејки, направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух, учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И еве јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Значи, на сите народи, вели.
Тоа е црквата Христова. Црквата Христова е од сите народи, а не како што ние милуваме да велиме македонска црква, па не знам, бугарска, српска, грчка, национална црква. Христовата црква. Во таа црква се луѓето спасени по Божја милост преку вера, преку крвта Христова пролеана за нив на крстот. И вели учете ги да ги пазат, да пазат се што заповеда. Тоа е проблем денес во црквите. Не се учи баш се што Исус заповедал. Исус заповедува многу нешта, но јас сега ќе спомнам двете најглавни заповеди. Љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце и со сета своја душа и со сета твоја мисла. Ова е најголемата и прва заповед. А втората е како ова. Љуби го својот ближен како себе си. Ако ова го правиме, тогаш лесно ги извршуваме и другите Исусови заповеди. А Исус што бара од нас? Само послушност. И ништо друго. А ние често пати, пака ве таа мисла миди, ги ставаме нашите проблеми, нашите грижи, нашите семејства, татко, мајка, брат, сестра, керка, син, пред Бога. Значи, тие ни се првенство, а не Бог. Тие ни се приоритет, а не Бог. И тогаш, некој ќе речи, па, вели, љуби го својот ближен како себе си. Да, љуби го својот ближен како себе си. Меѓутоа, мораме прво Бог, а Бог ни дава сила и не учи како да го љубиме својот ближен. Значи, ближниот се учи во дела. Не само јас те сакам. Така се сака ближниот се љуби. Преку дела. А Бог со сета своје срце, со сета своја мисла. И постојано. И уште, што ни вели? Да, правете ги овие заповеди, ќе имате проблеми тогаш, ќе имате маки, тоа е тежина, но не грижете се. Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. И ако ова го правиме, и тоа е по негова волја и во негова слава, додека не дојде по нас. Да се молиме. Татко небесен, Татко наш, ти благодариме за Словото што си ни го дал, да можеме преку него да те спознаваме, да спознаваме каков си, да спознаваме Твојата милост, Твојата љубов, Твојата кротост и Твојата контрола над се, Господи. Ти благодариме што со Твоето воскресение ја победи смртта. Ја победи смртта и со нашата вера во Тебе да добиваме живот вечен, не по наши заслуги, туку по Твоја милост. Ти не избави од таа тиња, од таа кал, од таа нечистота, од секој грев, и секој грев ни го прости, Господи. И ни даде живот исполнет, живот изобилен, живот во задоволство, бидејќи сета полнота доаѓа од Тебе. И денеска, Господе, не бараме материјални добра, те бараме само Тебе, ја бараме Твојата мудрост. Дај, Господе, благослови го секој еден кој е овде, секој еден кој го слуша Твоето Слово и кој го запазува Твоето Слово, Господе. Благослови ги овие заедници, Господе. Овие две заедници што Ти си ги поставил во овој град. Ти умножувај ги, но и Ти зацврстувај ги во верата, во нивната вистинска наука, Господе. Бидејќи видавме и она што го слушнавме, дека има и други науки, и не дозволувај, Господе, тие науки да влезат помеѓу нас. Знаеме дека ќе имаме маки, ќе имаме прогонства, тоа Ти си ни го ветил, но знаеме и дека Ти си со нас до свршетокот на светот. И затоа биди благословен, Господе, и сета слава нека Ти припадне Тебе. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин.